Добро вечер! Со огромно добре дојде за добра забава и брзински поздрав за сите оние што редовно не подржуваат, а јас за ни велам дека без нив никако не се може. Со најдолг стаж од сите, минералната вода Визјана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор. Слободно конзумирајте ја во неограничени количини, добра е за здравје. Партнерите ни се оние здрави и задолжителни млечни производи на бучен козјак, мора да ги вкусите и знам дека ги имате вкусени, одлични се за здравје, супер и за добар стомак, односно стомак кој ќе функционира. Алфи Техноцентар со двата салона во Скопје и Куманово, иако на две места јас често велам, единствено место каде на вистина имате се на едно место. Производите на Арис, кои обезбедуваат чисто ренто, што ми рекли ние во Куманово, чисто се околу вас, што е многу важно за здравјето на секој еден од нас, и оној преубав амбиент ако го фатите и момент во етно село, секако нема да го заборавите, а уште еднаш ќе го најавам нивниот нов ресторан за веселби, ресторан 1 од нова 2025 година. Да, така ќе се вика ресторанот, а верувам веселби ќе прават луѓе од цела Македонија. Сега, во духот на триалогот кој го видов денови, а на тема истополови бракови, ќе елаборирам во најавата на свој начин, па сега кој како сака, така нека разбере. Според мене што беше клучно? Малтретирање, парадирање и инсистирање другиот да го симпатизира тоа што го правиш, иако тоа му е нему неприфатливо. Маж да сака маж, не знам бе, а? Не може бе да ми се допаѓа маж повеќе од жена. Иако искрено имам еднаш кажано, да, дека комшијата со брада што живее до мене е поубав од неговата жена. Исто така со брада. Да. Така да. Малтретирање било ако некој ти се насмее ако се облечеш во женско. Иако тоа повеќе би го подвел под подсмевање. Ама не се. Убав пример му даде водителот со клемпавите уши. Ајде сега сите клемпави ние, вака да се собереме и да протестираме. Да протестираме се додека не престанат подсмевањата дека сме клемпави. Па не се протестира за се нешто, мајката. Малтретирање има и кон други, да. Има, зашто? Зашто му се сака, бе? Зашто му се може? Има, зашто си со бивша му девојка, еве, например, или си поуспешен од него во било што. И шо? А? Еве, мене лично уште ми звонат ушите од шамарите и клоците кои ги добив на 16 од едни мајмуни, само затоа што сум ја испратил до дома девојката од нивната населба. Не е со точакот. Од населбата била и шпринт. Шо да правиш? Ама звонат уши. И треба за сите против тоа да се бориме, а не се само за себе нели да парадираме. Ако не пак ние хетеро, што би рекол Лаца Лукас, да излеземе и да парадираме голи со развијани перки кода хеликоптери. Ајмо! Добра, признам, претера сега перки. Некој може би корнишони наместо перки, ама некој може, бога ми, и пиперки. Ние пак вечерова со две зверки, кои ќе ви се представа инаку од сите други. А освен нив, еве уште што ќе видите во Нема љутиш. Подкастот е еден, да го наречеме, визуелен формат, многу модерен, ултрамодерен во последно време, кој што за мене лично е многу блиску до она што го работам цел живот, а тоа е пишување колумни. Пошто е тој вирусна инфекција, не треба да се третира с антибиотици, него треба да се прати и контролира температура на болнога, а за оток се користи топли облоги. За кој, ако не ви одговарав, викате ништо не го разбирамо, лудача, торокуша. Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш жените. Па не ли е срамота, бе? Граота, бе, не срамота. При најавата предходната емисија на она што се случи веќе, а ние го нарековме насмешка, ви најавив настап на една дама која
навистина сериозно се занимава со уметноста и знае на некој свој оригинален начин да ги забавува луѓето, па еве задоволство ми е што оваа вечер имам таква можност да биде наша гостинка и тоа во придружба вечерва со нас Ивана Аткинс. Добро вечер, добре дојде. Добра вечер. И бидејќи не те познавам доволно добро, Дарко Даутовиќ. Морав да прочитам. Добре, тоа е уредно. Добра вечер. Мада, да ти кажу право, и за тебе нека се збунуju. Кој мене си Джи. Ивана Джи. Пишана. Све док кажеш дама, не кажеш господин Иван Аткинс, нема проблем. Имаше полемика овие денови, баш е актуелно тоа нешто околу тие геј бракови, нешто се полемизира кој на која страна е. Јас напишав дека сум на страна на ѕидот и тоа со газот на кај ѕидот свртан, така да простиш, ама тоа е моето мислење, најбезбедно ми е така, они нека дискутираат што сакат. Ајде да оставиме тоа за некои посериозни емисии, ние сме сепак емисија која се труди, односно ние како дел од оваа емисија се трудиме да им приредиме некоја забава на луѓето. А што педери нели може в забаву да приреди? Или страте. Да не појде забава Нема у страв, твој штеп. панци се лизгар. Дарко од Хрватска, да го представам малку подобро, кога ги спомнамал панци, тој бил у Загреб. Кад викала госпоѓа страга, он вика нека страво панци се лизгар, нека страга. Знам тај, Знаеш, знам го, да. Најавив минатиот пат дека ќе те запознаат малку подобро, иако те знаат и досега, сега ако се сеќаваат добро оние кои следеле вчерашни, ти беше дел од екипата на вчерашни, ќе опфатиме малку подосни за тоа, но сакам пред се, она што го најавив, а што ќе се случи наскоро, твојот подкаст, со кого, како, преку кого, накратко, запознај ги гледачите, што да очекуваат од Иван Аткинс? Подкастот е еден, да го наречеме, визуелен формат, многу модерен, ултрамодерен во последно време, кој што за мене лично е многу блиску до она што го работам цел живот, а тоа е пишување колумни. По тоа си најпознат. Иако медиумот е, да кажам, локален, ако постои таков на интернет. За подкаст не постои локално. Па и постои само глобално, меѓутоа колумнист и за сајт, не. Меѓутоа темите ти се воглавном локални, па веројатно затоа повеќе се читални. Темите се локални. И се авангардни, мора да признам, бидејќи секогаш се коментира. Во секој случај. Сега воглавном позитивно, ама се и нека има негативни. Што дека ме пцуе, нек ме зборив сам. Па макар и нек ме зборив, па макар и подобро. Почна сте на Кумановски, тоа ми се сега. Ми ќе мешаме малку. Ќе мешате? Не, ајде. Колумната, доколку се објави за некој веб портал, веќе автоматски излегува од рамките на локалноста. Јас за себе повеќе сакам да кажам дека сум градски хроничар, отколку дека сум колумнист. Затоа што некаде во себе си не дека се плашам, меѓутоа во овој повеќе партиски систем, каде што секаде треба да се одлучиш помеѓу двете најголеми партии, почнав и да се плашам. И тоа не само од цензура, и затоа не сакав да се поистоветувам со една Ведрана Рудан и да бидам само колумнист, затоа што луѓето и покрај тоа што пишувам толку многу години, секој месец барем една колумна за било кој веб портал, не само за Кумановските, јас ги отсликувам градските настани, меѓутоа сакам да ме разберат луѓето, а се потешко ме разбираат затоа што се повеќе се жалат дека дијалектот кумановски не го разбираат во онаа мерка во која што јас би сакала да го разберат. Зборуваш за надворот Куманово. Зборувам за надворот Куманово. Кога сме во локални Тоа важи за помладите, слушнав дека има таков проблем и дека Кумановскиот им представува малку проблем на помладите. Им представува проблем да го читаат затоа што немаат трпение. Затоа што е многу потешко литературно да се прочита кт и ск. Значи дека ми текна кт баш. Кт
Ќе го види тој Да. кет горе завртено и вика, сак не можеш да го прочитам, овој пат. Всушност, нашата позната реклама за бучен козјак не е има, него има. Исто така прави проблем со времињата. Дали е минато или е... Свршено определено или неопределено? Затоа, кога нашиот почитуван Горан Илич ни рече у Вибер групу сте напишале шерујте, односно серујте. Тоа не може да го свати секој. А младите поготово немаат трпение. Воглавном, ние се претворивме и во нација која што чита повеќе наслови. Да. И доколку насловот... И го знам. Тоа се случило. Ја знае содржината. Најголема грешка медиумска писменост сега во последно време, големи кампањи има последниве 5-6 години и добро е што е така. Бидејќи стварно за луѓето доживуваат неписмени, некои биле потреба да ги описменуваат. Токму тоа е. Извлекуваш заклучок од само од насловот. Еден од проблемите на медиумската писменост. Да, значи, најпрвин, надвор од локални рамки, се соочував и се уште се соочувам со такви проблеми, меѓутоа кога станува збор за кумановци и кумановки, што требав да ga прочитав на кумановски, а од било кои разлози, па макар и медиумска писменост, односно нетрпеливост да прочитав еден цел текст, замислите си од 2 странице до крај, туј веќе имамо проблеми од друг тип. И затоа ќе га кажу на кумановски. Ск. Имамо проблеми и да се наврату поново на цензуру, кој што реално и не сам го имала, меѓутим, била сам принудена да имам автоцензуру. Туј веќе правимо муабет не за популарност, не за тој колку луѓе знаев дали сам ја колумнист или не. Они многу добро знаев. Туј правимо муабет за нешто што ми се дешава свакодневно, а тоа е препун инбокс од многу си добра и све си управо, ама не смеемо да лајкуемо. Или да серуемо. Или да серуемо. Значи, младите во Македонија имаат проблеми со кумановски дијалект, кој што Гили има проблем со мобилни телефони и начин на пишување. Ама нешто арно од тоа што он погреши, морам да внесам, нели, тоа опција за да може да не биде серујте, шерујте со ш, да има капче горе, нели? Колумни ги спомнавме. Сега, она што го најавив јас, Плоштад МК е матичниот сајт за кој ти работиш. Таму сте, колку што јас знам, една мала одбрана екипа која вредно работите и имате многу, би рекол, интересни работи кои што се сигурно заслужуваат почит и многу луѓе ве следат, тоа знам со гаранција. Сега се определувате на подкаст, одите на едно ниво погоре, заедно, преку Плоштад, е тоа или некој сосема друг посебен проект? Тоа се работи всушност за Сквер Медија Груп, за кој што... Плоштад е дио Сквер. Значи сепак е во заедништво. Само се проширува екипата? Тоа сакаш да ми кажеш? Точно, се проширува на некој начин екипата, меѓутоа столбот, ако може така да се нарече, на хрватски е стуб, предпоставljam. Столбот е... Ако не разберате. Pillar, the pillar. Столбот, мораме тоа да го кажеме, Дарко, во оваа прилика, е главниот генераторот на целата идеја и човекот кој стои зад Сквер Медија Груп како еден поголем медиумски проект, започнувајќи со веб порталот Плоштад МК или ploshtad.press, се прошируваме, точно е, со правење на подкаст, во кој што домаќини ќе бидеме јас и актерот, кумановскиот актер Мирослав Петковиќ, кој што моментално е попознат, можеби, по своето учество Чика Брка во Кабаре Кабает. Инаку генераторот на Сквер Медија Груп е нашиот ценец сограѓанин Маријан Петрушевски, тука сме јас и Дарко Даутовиќ и се разбира уште многу луѓе кои што тука ќе ни не сакам да кажам помагаат, туку ќе ги на некој начин реализираат нашите идеи. Ќе биде дел. Тоа се нашите драги соработници, стручњаци,
сметовме дека вистинско време е да се направи еден подкаст со домаќини машко-женско, значи без да зборуваме за пол и за генерирање на некои подлабоки односи. Надворе ладно, ама ми треба топли односи да успоставиме, али топли односи измеѓу мушко и женско, нели? Само ја морам с муж. Да се, што значи... Ама далеко седимо среќа. Не дај Боже да Еден од кажеш што другога. неќеш. Надоврзувајќи се автоматски со ова на вашето прашање, на почетокот, на твоето прашање, мој драг бивши директоре, на твоето прашање на почетокот, што е подкаст и правејќи, сакајќи да направам една паралела, не го довршив муабетот, дека за мене всушност подкаст како еден модерен формат е затоа што луѓето се извинува многу на телевизија плюс и на сите останати телевизиски формати, меѓутоа да не заборавиме и Доналд Трамп, благодарение на подкастите кај Џо Роган и Тим Дилан, на некој начин ги доби овие избори. Подкастот во моментот е многу по-интересен начин, ајде така условно да го наречеме, на презентирање и поентирање на гостите, што јас го тесно поврзувам со издавање на колумна, затоа што како што тука треба да бидеме јасни и да поентираме, па макар и на мајтап, да ги хронизираме градските настани или локалните или националните, па и на светско ниво, така и подкастот треба да служи да пренесе една таква идеја. Се разбира доколку домаќините се пред се добри, доколку не доаѓа до кавги, како во некои подкасти, и доколку му дадеме на паметниот човек во денешно време да се изрази најдобро што може и да го каже своето мислење без стравување и без оправдување дали рекол дека геј браковите се добри според него или не. Затоа што најлесно после секоја колумна и секој подкаст е некој да ти напише во инбокс, односно да ти нацрта веќе коки, нели? Да ти пушти воду под нешто. Најлесно е да се каже, еј, многу беше добра, али не смем ништо да ти кажу. Исто како после подкаст. Браво за мислење, ако ништо друго, ти ga јавно кажа. Според мене, не треба толку лесно сите да го кажуваат своето мислење на секоја тема. Верете малку и Дарко да го најавиме, да го представиме, го најавив. Како го запознав ја Дарко, знаете ли? Ја го знам njega, знаеш ли? Па он е натурализиран кумановац, а пошто е голем уметник и пошто има неверојатно животно искуство, без да кажу колку има године, ама па нели жена не се прашуваат од кое село и колку има године. Обично мушко може. С негово неверојатно искуство неќу да кажу дека е повозрасен или постар или позрел. Сакам да кажу дека не ми е чудно што се познавате, затоа што он живи у Куманово веќе пуно време и свесрдно го помага културу у Куманово. Колку време бидна? 10? Ne, zapravo 15, tako ćemo realno. Wow, ама само старе. Zato ja sam prvi put došao 2009. u Kumanovo i zadnjih 5,5 godina sam ovdje zapravo, da kažem, konstantno, naravno s prekidima, ali sam ovdje. I silno mi je drago što sam imao priliku upoznati Ivanu i još silno puno ljudi koji su mi dali priliku da se angažiram u život, kulturni život grada. Napokon to sam radio u Zagrebu, otkud dolazim, dugo vremena. Ono što ti vjerojatno ne znaš, i ti posebno, ja sam dugo vremena radio i na Hrvatskoj televiziji, tad je to bio televizija Zagreb. Bio sam voditelj emisije Zdravo mladi, koju vjerojatno možda ste i gledali. To je za vreme ranije, Zdravo Pa to mladi. je ono. Zdravo mladi. Da. A isto tako sam 9 godina radio kontinuirano na Hrvatskom radiju. Vodio sam jednu radijsku emisiju koja je bila u to vrijeme jedna od najslušanijih na prvom programu, što je važno. Se poznava po glasu. Ali isto tako, ja sam od malih nogu treniran za pozornicu, tako da te ne čudi da sam se uključio i na pozornicu u ovom nastupu o kojem pričamo.
Сеќаваш како се запознавме, другарти заеднички наш другар у ствари. Да. Вика, Ти има кој спричате. мене еден дечко вика, тако е малце, не кажа штракнат, ама мако е, он е чуден тако е малце. Карактеристично. Але вика, многу ги интересира тоа околу дешно уметност, нешто, он прави нешто, он појма нешто, прави нешто, компјутери, работи, графика, ово, оно, нешто, мамо тоа. Да видите можда нешто можете да направите сурадње некој на, нели, с телевизија и така дале. И пошто он ми навревува што гледате. Сега се насмеу гледам му баланко. И идејќи да праву тој, еден пут у ходник се видесмо. Така, да, точно. Исплашимо се едно на Така друго сме. и се запознамо, пошто ти, колку што знам, живееше во куќата каде што тој моментално Да, работеше. Još Дека е тоа на повеќе катови куќа. Da, još uvijek sam Tamo. tamo do kada, kako ono kaže Jackna, još, znači, a do kada Не će, ne зна zna, ne zna se. Не знам. Da, a i eto, to ti je ukratko da kažem o meni, s time da ću reći da sam isto zahvalan što mi Ploštad daje priliku i što je recimo prepoznato to da sam i dugo vremena se bavio grafičkim dizajnom, to mi je plaćalo račune skoro 30 godina. Тој ми го спомна тоа, дека се Da, знае. i ja praktički sam u funkciji, ajde da kažemo, art direktora na Ploštad. I ja pišem svoju kolumnu i radim isto novinarski posao, jer sam naravno radio i kao novinar И као u mladim danima. Stvarno, baš, Знаеш како го викаат тоа во Македонија, не е баш убав израз. kaži, Мома за све. Не. Ја му викам на Дарка, ја и ти, Дарко, још само мечке што не смо водиле. Уј, točno. татко Ама- ми викаше така. Нели, још само мечке што не смо водиле од колумне до медиумски простор што не може да кажу дека смо го освоиле, меѓутим доста смо биле забележани, да кажу, до преводи, графички дизајн, до па све нешто, нели? Иване Добро, Гаспановиќ, радио Дарко, да кажемо за сви да знаеме дека ти не си од вакцина, оној па као почна да се бавиш с уметност од еден пут, ти дојде такој. Радио го спомна. Долго време работеше во радиостаници, приватни радиостаници во Куманово, едно време бевме и колеги во Сити радио. И да, јас од својата 14 годишна возраст всушност работам и тоа ми е најголемата љубов. И недостасува ли сакам Знам дека стварно звучи како клише, јас од мала ова го работам. Значи- Ја од мале, јас ще кажам, стани сме. Стани. Ама ја имам штикле, не е фер. Стани. Ебе, џаве ти штикле. Не е фер. Ми од Бралецки работиме заедно. Од малец. Не, како беше на наступ што ga има смо. Не сам била одамна на телевизор, забравила сам како да го увлечу стомак. Има едни мајци, беше- да ти кажам, продавам се на интернет. Ти си купиш мајци, така си има са ги Не знам вештачки што тие е. позади, напред Не знам ставljаш, што е, не. али ако е за утеху кусо петле до век пиле. Мене ми се свиѓа како изгледам, осеќам се комфорно. А плюс, најважно е тоа. за радио никад не е требало ни да се знае како изгледам. Леле. Значи, од 14 годишна возраст, популарноста е нешто што сме го ставиле зад себе. Сега, само тие искуствени моменти од сите тие радиостаници би сакале да ги преточиме во нешто друго. А што е подкастот ако не е една обична радиоемисија која што се снима? Значи не ти фали. Јас се уште правам многу смешни, да ги наречеме, радиореклами за моментално единствената радиостаница во градот, Радио Бум. И мислу дека у еден тост што ga збору, сви људи ми викав дека алал да ми е зашто сам кажала дека кашкавал ги се растрза дури до уред. И затој што за храну за кучиња и за мачиња сам спомнала и чичи и бечичи за ваши кучичи и мачичи. Така да, многу ми недостасува радио, али покушавам да ga надоместу тој со правење на интересни рекламе. Супер, штом ти фали радио, јас се надам ќе ги зафалимо ми на гледачи у студио, а иначе имамо други содржина што може да ги види измеѓу. Бидете се. Заушка. Заушка или паротитис на латински е вирусна инфекција
koja najčesto gi napada parotidni pljunkovni žljezde koji se navađav pred uši, a pozadi vilicu. Tu i negde. Pošto je to virusna infekcija, ne treba se tretira sa antibiotici, nego treba se prati i kontrolira temperatura na bolnoga, a za otok se koristi topli obloge. Toliko od medicinsko tačko na gledište. Zauška, kako pedagoško-vaspitna merka od stranu na naši roditelji, je tretirana kako vakcina protiv nevaspitanje, bezobrazluk i hiperaktivnost na nas deca. Što porano го примеше дете зауšku како вакцину, тој подобро беше за родители и нормално за дете. Само требаше да ga чуе глас на мајко ми Коки и да знам дека не треба да кршу туѓу играчку, да отварам туѓи фиоке и да се бесу на лустер. Кај ќе порасне дете, заушка како вакцина проваѓа у форму лепење шамар и тој док уши не почнал да му зуив. Тоа е уствари реакција на вакцину. Јас сам градска свезналица и незналица со згркљан од смолу. Крварив ми прсти од пишување со године. На мравку не сам нагазила, а број на нагазени мравке расне. Некој туј лже. Али ја не сам носител на јавну функцiju. Хроничар сам на градски настани, за кои, ако не ви одговарав, викате, ништо не го разбирамо. Лудача, торокуша. Како га кажа тој торокуша? Крекетуша, сокачара, иде по кафане, пие со туѓи мужи кои си ги одговарав жене, због кои пиев. Диалект не га разбирате, а енглески га разбирате. Ако ви се допадне некоја колумна на Плоштад портал, одма га преплавуете инбокс. Алал да ти е, само знаеш, не смеемо јавно да кажемо. Мама ми викаше, немој мори сине да се замеруваш со људи. А што може бе да ми се деси, мамо? Ако почне Вуле па да прави пице, нема ли да ми стави оригано у пицу? Вуле бе. Пиц мајстор беше, саку школу работи. Што може да ми се деси? Жена на Вулета да ми го даде исту книгу 2 пат? 11 минута. Толку ви трае, викав. Од Куелју. Зборот е збор. Врти ми се по главу како на Джелју Рингишпил. Джелјо. Харвате не га знае Джелју. Најубаво име на гастербајтери. Улегнев у наше Куманово 2 пат у годину. Искочив со подочњаци како кандидат што га влечев по трибине, уморан од давање на исти обеќања на оној што не може да ga испуни ни дома. 2-3 пут за едну ноќ. 2-3 пут. Епа, доста беше сериозно, сега одиме на смешка. Она што се случи на 6 ноември, една вечер на оригинален кумановски хумор, така ја најавивме, така и би. Дилемата беше дали можеме ние кумановци да направиме автохтони, оние што сме останати тука, нели? Тука битизуваме. Домородци, сакаш да кажеш. Правилно. И дали можеме ние да направиме нешто интересно за оваа публика тука во Куманово, да привлечеме внимание, да направиме настан за кој што ете ќе се дискутира, ќе се зборува и би дале некој патокаси за другите во со што тие се занимаваат, нели? Публиката го даде, мислам, одговорот таа вечер, беше навистина на смешка. Сите настапи на сите актери беше фантастичен, публиката реагираше, но она што е интересно барем за мене е тоа дека ја можеби не е првата, ама немам чуено дека некој има вклучено, еве не си колумнист, градски хроничар, во манифестација некоја која се занимава со хумор на тој начин, значи обично скечеви, имитација, стендап. Јас бев сигурен дека ќе биде ова како што треба, дека ќе биде интересно, иако е сосема друг
израз на Пристапот е друг. Ма скроз се, не е тоа комедија што го правиш ти. Ама е интересно за луѓето се смее. Комедија е за оние што не се спомнати во колумна. А трагедија е за оние што се спомнати. Немој да бидеш, те молам, Драгане, лажно скромен, односно скромен, и да ме ставаш мене во прв план дека тоа било моја идеја. Кога ме повика ти да земам, односно да земеме учество со Дарко за тој настап на вечерта на хумор и сатира, јас би додала. Да, апсолутно. Твоја беше идејата со оглед на тоа што јас сум учествувала во скечеви, во реализација нивна, во вчерашни новости, во многу нивни сезони. Во Нема љутиш исто така. Тоа е. Меѓутоа себе си никогаш не се представував и немам таква слобода да се представувам ниту како актер, ниту пак како стендап комичар, која што е многу тешка форма на изразување, особено пред кумановската мајтапчиска публика. Да го насмееш кумановску публику е предизвик многу голем. Да, само ја викам, изгубили сме малце дух и тој ми беше исто идеја да го потикнеме. Али наша тој дух задача малце. е да го вратимо дух. И мислу дека го Не е како вратисмо. порно, знаеш, сви збори за нас, кумалац, оно е, ми, сви кажуе вицеви добро, свак друг, и стварно е било тако. Јас сум се осеќај у многу ситуации инфериорно, кад некој што не се ни занимава с глум, мајсторинка бре, некој носи го оној Да. маламашко удара и га кажуе вици, јас се не свестуju од смеање. Еден од ваши спонзори, од наши, ваши, наше Куманово, па наши, ке га кажу, спонзори, значи човек собственик на предпријатие многу големо, Бучен Козјак, ако смем да кажу. Што ме наш, што не, Да, бија Ама и гостин, ваш. бија гостин и сретнуене мене и Дарка и вика, управо оној ти што га збориш. Куде су тие анегдоте? Освен браво, свака част со ст. На крај, вика, требало е многу порано да се деси овакво нешто. Jer to je stvarno bilo večer na smešku i na humor. Ali upravo si, naročito Kumanovci, sastajenjen duh ne su na stand-by. Možda najbolje može Darko da kaže radi to što toliko vreme živi ovdeka i on ga je doživeja kumanovski humor i satiru na nekoj svoj način pred toliko vreme. Тоа ме baš interesira. Mi smo srasnale sa s njega, pa ne možemo dovoljno da bidemo Sigurno. hroničari. Ne, Da, i da ne mo- budemo realni, da li ne mi smo u stvari realni. može da napravimo nešto tako? Da li smo mi Ili apatični, da li- to je već druga tema. Kude je duh? I to je neka sasvim druga. Zašto smo ga izgubile ako konstatiramo deka smo ga izgubile? Ali zato je Darko Дека е može da намален сам kaže. сигурен. Da li može И da увек se... е намалено нешто е лоша Evo je pravo работа, pitanje. брате, што? Da li može da se namali duh? Ne, duh ne možeš smanjiti, možeš ga samo spustiti. U smislu Да мируе. da miruje, da, ali samo jedino isključivo ne toliko zbog vanjskih razloga, nego zbog toga kako ljudi doživljavaju vlastiti duh. To je ono što je problem. Ono što sam ja, dakle, primijetio ovih 15 godina. Како ти не доживеа од страна тоа? Sad ću ti, prvo ću što kraće reći. Znači, kad sam došao 2009. prvi puta, sreo sam i Gileta sam tada upoznao, masu ljudi, i to su bila stvarno kočenja, kažemo mi, od smijeha. I sjajni razgovori. I međutim, u ovih 15 godina, posebno u vrijeme korone i nakon korone, to je kao da je neki drugi grad Kumanovo postao. Значи добра ми е констатација. Ne, ja stvarno mislim da si u pravu. I nešto se izgubilo. Nema te vedrine čak ni među ljudima. Komunikacija između ljudi je kao opala i ne znam koji je razlog. Mislim, mogao bih teoretizirati koliko hoćeš, ali zadržavam se na tome da kao stranac primijetim da Kumanovo nije ono Kumanovo koje sam ja upoznao prije 15 godina. Што ќе ви биде подкастот, во која насока ќе иде? Гости ќе имате ли? Да. Накратко тоа сакам, Да. не го споменавме во првиот дел кога зборевме. Само накратко провлеков една идеја, бидејќи сепак ова е најава дека наскоро ќе се случи, инаку подкастот го крстивме подкастрување. Може би со самото име, јас и Мирослав Петковиќ навестуваме
дека ќе има подкастрување, меѓутоа никогаш на идеи, ќе има подкастрување на она што засега луѓето сметаат дека треба да биде важно во медиумите. Не знам дали сум доволно јасна, меѓутоа подкастрување е едно символично име кое што треба да подкастри идеи дека, а првенствено главната идеја дека не треба да имаме слобода само за наговор, туку суштествено за Сквер Медија Груп е дека треба да има особено слобода и после говор. И тоа и е многу битно како сврзник. Односно многу важно. Гости ќе имаме, трудејќи се да немаме само политичари. Меѓутоа, доколку од друга било која Зашто фела... старите да не се заразите? Политичари се најголеми звезди во нашата држава. Па ви нема да кој ќе ве гледа? Баш ради тој, али... Не сте ми јас. Али еве, ако ни дојдеш ти, например, ќе те подкастримо на начин на кој што ми треба да те критикуемо за нешто, али пази, не како Драган Ивановски Шани, него ако си носител на јавну функцију, зашто треба да те подкастримо? Нешто што многу га мешав луѓе у данашње време. Точно. И нешто за кое што највише работи суета. Ако те викну, ќе те викну да те подкастру како организатора, ако не си бија добар за вечер на смешко и хумор, односно да млади го пофалиш? таленти. И то Или да те обавезно. пофалиш. А да го пофалиш? Затоа што се подкаструе на многу начини, како што се подшишуемо. Удара му фазон. Зашто ако ga пофалимо, ќе му ударимо фазон, ако ga пофалимо стварно, али ако стварно е заслужија да ga пофалимо. Али од другу страну, ако ga подкастримо затоа што е утнаја нешто како носител на било коju јавну функцију, сега метафорично го изборимо, не се плаши, не значи одма дека ќе те викнемо тебе, да те подкастримо, ќе ти ударимо фазон. Сакам да ти кажам нешто, чекам да завршиш. Да не биде тој, абе, добар дечко е, што му направисте. Мука ми е више, кад ке кажев, абе, капа доле за све што прави. Некој. Но, Зашто не прави и друг, и трети, четврт? Мене тој ми е... У не знам, наступима... и у Не, оноga не да зашто не спомнам, прави, не. Зашто се изразуе... Зашто прави лошо, не зашто прави. Да, не зашто не прави добро. Има многу што правив добро, али не можев да дојдев до израз од тие што правив лошо, а нарочито од луѓе. Не се слагам с тебе. А нарочито од луѓе, jer ми на площад МК, на наш веб портал имамо и многу добри и успешни причи. Апсолутно, да. Али ми тие причи не ги промовирамо, глеј што правив овие добри, или овие лоши правив лошо, а част на изузетци. Ми не ги правимо наши јунаци и херои како част на изузетци или како капа доле. Ми ги правимо стварно херои на време у кое што живимо. А живимо у време у кое што у 21 век Центар за културу не ни пушта грејање за некој настан. Значи, не е И ние ако го кажемо тој, ми смо лоши. Чекај, И ми сега треба ти да се стажам. оправдамо. Мора да ми дадеш збор. Мора да бидеш Ке парламентарна. Само да те подсетувам, он е водител. Значи, спушти ga neka зборича. Ја никад не сум била гостинка, да. Нека збори. Дали се разбирамо или не се Разбирамо разбрасмо? се само овакој. Еве еден пример. Каде ќе некој каже некој јавно мислење, мора прво да ги има сви информации. Не ни пушта во Дом на култура. Не функционира. Голем проблем за град како Куманово. Од октомври до март ми не можеме ништо да организираме. Ја кажа Центар не за... функционира. Значи, па се бегал од одговорност. Ја не кажа не ни пуштав. Ја кажа, односно, не ни пуштаат за останатите граѓани. Од неку мановско говорно подрачје. Веруј ми, Не, ќе вратимо после. дека е проблем од... Да, и после ќе вика, ама си му га С 9 кажала. камери, со сви 9 камери. Благодарам. И друга работа, мислувам. Ја не кажа не ни Дека- пуштав. Ја кажа во време во кое што живееме, а живееме во време во кое еден центар за култура Нема во некој пари. град не пушта. Не е из пуштено. било кој град, Мене не ме интересира дали немаат и дали немаат тоа од е смисла. 1984 година во Виница или во Куманово. Немаат грејење. Јас тврдам дека неспособните дојдоа на своји позиции
И тоа во голем број, масовно. О, ти си роден да бидеш колумнист, бољи од мене. Јас никогаш не Затоа сум рекла дека што- неспособните Затоа дошле. што способните се повлекоа. Затоа што не сакаат да се замараат. Од комфортноста си патиме. Многу луѓе познавам кои одбија функции затоа што, не знам, од разноразни причини. Дали можам, дали имам време, дали од себични, од разноразни причини. Некако ние се повлекуваме пред напливот на оние кои што, пази, неквалитетен човек кој неквалитетен човек, не можеш Бегање од ми е да одговорност позе- е. Него оние кои немаат талент, кои единствен талент, способност им е да бидат блиски со лидерот, да бидат да сварат кафе, да се улижуваат, да се гребат, они немаат норма, немаат слам. Он ќе сака да доминира на било кој начин, да се нуди, дали квалитетен човек треба да се нуди? Дали ако некој е стручен во својата област треба да се нуди? Дали тоа што Не ќе го нудејќи понуди е добро, треба да прашаме. Односно, дали Па постојала никој не понуда, гледа. дали постојала понуда некој да купи котел да се грее нешто му га луѓи? прави кафе, на njega му га ставља до згора тој, куде он бија добар. Тој га ставља и они веруе слепо на тој. И не се труди, како што немамо ловци на таленти, кај ќе имаме добар фудбал. Кај ќе имамо? Кад деца кад игра фудбал, никој не ги гледа. Или кошарку, или било што, нема да имамо. А политичари, лидери посебно, имаат своју мисију да ги пронајде најдобри, најквалитетни, најперспективни млади кадри од своју партија да ги изнедри во добри лидери, што јутре ќе направи нешто за овој држава. Ми имамо тој голем проблем. И од една страна што тој бидна навика да се форсира во оние што обично не вредив, jer оние се нудив, оние квалитетни што се разбирав, почнав да си работив на интернет за странство. Не му себе молно, ке си работи, еве, зимам добру пару и не се нуди. И треќа е онај работа што ти викам што и понудени се трзат. Зашто па за мене да зборив лошо? Ти сакаш да кажеш дека у прв ред су нудисти. Значи нудисти су каде нас главните. Тоа сакаш да кажеш. Ја те тако разбратам. Они су... Тие што се нудив, тачно. значи ќе кажу, за 11 години што работимо заедно, овој му е најбољи што. Свака част. Нудисти. Бучен Козјак, наши пријатели, веќе ги спомена, и твои пријатели, мецени, подржувачи на скоро све у Куманово, и пошироко. Еве, слободан пријатели од Бучен Козјак бија на Поздрав наступ. до Цобе. Беше, Беше. дојде брат смрзнаја Беше, сам, да. а не мога да го гледам до крај, многу седе, многу ми е криво што не мога да го гледам. Што е порано да сте го направиле? Па порано, многу термини, денови на комедија, моравме да презакажуваме и тоа е. Може ли Не ја дека па да бевме биду најдобри. водители да те прашам, ке биде ли традиционално тој? Ја ќе се трудам, ќе дадам све од себе и оние детски болести што имавме некои мали пропусти да ги елиминираме следната година да биде традиционално. И одлучив дефинитивно првите 3 години да си го чуваме љубоморно за Куманово. Само кумановци да видат, па ќе размислиме дали ќе го прошириме низ цела Македонија. Заразни сме. Kill Tony. Kill Tony. Ако се гледаја Kill Tony, ти ќе бидеш Kill Shani. Да. Тоа е многу добра. И тој аудиција за млади таленти, стендап, Да. будучи Аудиција, комичари. надпревар, да, па и на некој начин. Да, апсолутно. надпревар. Може да биде приметени, забележани, оние што ги викамо агенти што ги нема, може да ќе ги забележи. Ловци ги ти спомна, не на фудбалери, него на комичари. Да, тие Ајде што да ги направиме нема, такво може они нешто. ќе ги забележи. Ловци на главе. Не, Не на глава. али извини. важно да се разберам. Важно да се разберам. Аце со титул што ќе направи, ова е од Арис, исто така Фала. наша фирма пријателка. Ова е за знаеш и Дарка. ти, ова Да. за има ли за njega по Има и за Еј, njega нормално. Он е Хрват. Ако па баш за тој. Да, Да или за искуштува гости. човек. Ќути, за ќути мене не више. збори лошо за Хрвати, може ке му текне краш спонзори да не ги доведе. Ќути. Свешто може. Свешто Може, Ќути, може, ќути. овој бе, може да ни стави тој за Европска унија, не ли виш сега, кажеш нешто одма, вето. Да, Може, ја работаја на телевизија, работаја на радио. Ја ти се не петлям у политику. Не, а? Не. Одлучно Не си го одбијам. Одлучно одбијам. Одлично што одбиваш. Свака таст. Пошто со споклон завршимо каде Дарка, па од Дарка назад се враќаме. Ресторан Етно со Тимчевски, ваучер
Вечера за Дарко Даутовиć za dvajca. Na 20. Ej, Na 20. E sad, koji Koga 20 neki je? dan? baš se pitam koga ću da vodim. Znam glusca. Što ke se pitam? Ja te mogu mogu da Darka. ne si toliko moderan. Hvala. Znam ka glusca ke odbije. Glusac, neće mačke. Neće. Mačori, izvini. Isto restoran Etno Otimčevski, voucher, večera za dvajca Ivana Atkins. E pa ja na glusca ženu pa ke si upovedam. Pa što sada? Pa može li? Počemo onako svi. Ili, Pa se ona stalo na koji... ili brata mi Šikita ke si ga povedu, zato što i on je jedan mnogo golem majtapčija Kumanovac i on mi vika, ne se sekiraj, nemaj tremu, preska se videsmo, pošto i on komšijag je na glusca i na Darka i vika, sve će bide u redu, a slike u sredu. Samo se nasmej i sve će bide u redu. Možemo pričati o nastupu da je bio ovakav onakav. Jesmo li bili dobri, jesmo li bili, da li smo mogli biti bolji, potpuno je nevažno dokle god je publika bila zadovoljna. A tu mislim da je svima jasno i to se možda vidi i na snimci, da se čuje. smo. Publika je ta koja odlučuje o kvaliteti nastupa, ne mi. Ви благодарам што бевте наши гости. Гости узајам, изволте каде нас у подкаст и за сите гледачи на Нема љутиш, подкастрување наскоро на Сквер Медија Груп. Многу ви благодариме што не поканивте. Ние никогаш не сме биле во центарот на вниманието, барем јас како колумнист, затоа што многу работи кај нас се ставаат под тепих, а поготово оние за кои што не радо зборуваме јавно. Така, благодарам уште еднаш. А ви чувствате стрижење. Наскоро. Па сега ви водите си ред. Ми смо фини многу. Еве ќе видите еш малку имамо да понудиме. Бомба, погледни го, бежи ти се. Разведе се пред некој година, а саке од најубави години. Мора некако да го докачу. Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш жената. Па не ли е срамота, бе? Греота бе, не срамота. Ја то од жал ga прав. Бре, од жал ga правиш, бре. Стварно од жал ga прав. Па и представи се ти на њојно место, бе. Ја имам си го жена ми, нели? Жена ми имаме мене, а она, бе, душичка, јадна сама, нема никога. Па не ли е жал? Фала многу на понуду. Неќу да се ставу на њојно место. Како сакаш? Ја да понудам? Да, признавам, на почетокот наметнав една тема која е сигурно сериозна и заслужува долга анализа и дискусија. Сакам низ хумор така да потенцирам некои работи кои често се дискутираат и верувам дека ќе продолжи да се дискутира на таа тема на разноразни начини и да се решат некои дилеми и да се ограничиме кој до каде сме. Ама еве во духот на добрата атмосфера би сакал да дадам предлог да си подадеме на крај вака рака еден на друг, сите до еден по принципот не ме убедувај, нема да те задевам и обратно. Значи не те убедувам, не ме задевај и секој на своја страна со своје размислување и ве молам без наметнување и само под еден услов. А еве не мора да биде услов, молба нека биде. Абе да им го вратите виножитото на децата. А греота е нивно си беше. Ние пак себе си ќе се вратиме следниот викенд заедно со минералната вода Визијано за убава и свежа мисла, млечните производи на Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните и преубави моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и наскоро во ресторан 1, 2, 3. Чао на сви! On, još ga. Огромно добре дојде за добра забава и брзински поздрав за оние за кои
Те ударена пуда, ме нервираш. Најчесто ги напада паротидни пљунковни. Мислеше дека погреши, уствари добро га тера, ама па саква погреши. Добро вечер и Пред уши, а позаду, зади. Идемо па. конзумирате во неограничени количини слободна е, па слободна е. Кад го купиш слободна е да го пиеш. Најчесто ги напада паротидни пљунковни зашто се са. Придајавата, да, признавам,